Прво, законот не е ригорозен, ни рестриктивен, туку е европски. Значи, и ние едноставно ги припишуваме тие препораки кои што во Европа веќе се дефинирани во законот. Исто така сакам да ви информирам дека со глобалните јавноздравствени политики кои што ние како држава веќе сме потписник на тие политики, значи законот е потполно во согласен со тие политики и дефинитивно да. Значи според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да дефинитивно според анализите направени според експертизата ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушењето.